181 прваче, 122 нови средношколци или вкупно 303 ученици ќе седнат во училишните клупи во виничките училишта. Во деветолетките расте бројот на првачиња, додека во средното училиште Ванчо Прке опаѓа бројот на запишани ученици. Најмногу првачиња има во основното училиште Славчо Стојменски. Значи, основното училиште Славчо Стојменски од Виница запиша 80 првачиња оваа учебна година, од кои 63 се во Виница, 8 во Лески, село Лески и 7 во село Градец. Колку вкупно ученици? Со 557 ученика оваа учебна година, точно во 1 септември. А вкупно имаме некаде 90 ученика. Така. Во редовната настава во Блатец и подрачното училиште Липец и Лаки и во посебните паралелки што работат во Скопје училиште. Така. Колку првачиња? Имаме 9 првачиња, од тие 7 се во Блатец и по едно во Липец и во Лаки. Основното училиште Гоце Делчев има запишано 77 првачиња, од кои 57 се во градот, 13 во село Истибања и 7 во село Јакимово. Основното училиште Никола Парапонов во село Драгобраште во новата учебна година стартува со 118 ученици, од кои 12 нови првачиња. Во пресред на грејната сезона, освен дрва и нафта, годинава трендот на енергетска ефикасност ќе го следи само училиштето Славчо Стојменски. Со проект на општина Виница ќе премине од нафта на пелети. Училиштето до сега се грееше на нафта, сега сме во тек на изработка на нова котлара, во која што преку донација од швајцарска амбасада би требало да добиеме печки на пелети, со тоа што ќе добиеме нов тип на грејење. Имаме тендер на ниво на општина заеднички со другите училишта, дрвата уште не се пристигнати. Трошиме некаде околу 150 просторни метри дрва. Така. А грееме училиштето во Липец, Блатец, Лаки и ученичкиот дом по планираните занимања. Новата учебна година носи нови предизвици не само со наставната програма на учениците која бара брза адаптација бидејќи секој септември се воведуваат новитети, туку и за наставниот кадар кој во последните неколку години се соочува со континуирани реформи кои не така лесно се следат и применуваат во пракса.